Ова се попладневните вести на Слободен печат. Еве што е ново кај нас и во светот. Јавната седница во апелациониот суд, која ја бараа првостепено осудените за грозоморните убиства на малолетната Вања и велешанецот Панче Жежовски, се одложи бидејќи еден од осудените, Боре Видевски, вчера беше хоспитализиран на клиниката за нефрологија поради проблеми со бубрезите. Неговиот адвокат Бојан Манев не обезбедил согласност дека јавната седница може да се одржи без него, па никој од осудените не беше спроведен од затвор. Тој изјавил дека лицето со дониран бубрек, кое не добивало соодветен третман и дијализа во притвор, доживеало сериозно влошување на состојбата и во моментот е хоспитализирано на клиниката за нефрологија во Скопје. Да се биде дел од НАТО значи дека Северна Македонија има 31 пријател и сојузник покрај себе, за да вечува безбедни во еден се поопасен свет, вели заменичката на генералниот секретар на НАТО Радмила Шекеринска во интервју за Рацин. Според Шекеринска, од суштинско значење да се инвестира во безбедноста, бидејќи, како што вели, таа е она што ги темели сите аспекти на секојдневниот живот. Таа нагласи дека НАТО е будно и сојузничките сили во Европа го прилагодуваат и ќе продолжат да го прилагодуваат распоредот на силите на НАТО секогаш кога е потребно за да се обезбеди безбедноста на сите сојузници. Нова закана од Бугарија. Европратеник најави вето за Македонија. Секоја промена во европскиот консензус ќе и даде на Бугарија право да стави вето на членството на Северна Македонија во Европската унија. Томас Вајц е целосно под туторство на Мицкоски и Муцунски и работи под нивен диктат, изјави бугарскиот европратеник Илија Лазаров, пратеник на ГЕРБ, сестринската партија на ВМРО ДПМН во коалицијата Европска народна партија во Европскиот парламент. Собранието на вчерашната седница по скратена постапка го усвои Законот за дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Со измените се овозможува лицата со возачка дозвола од Б категорија да управуваат мотоцикли со зафатнина до 125 кубика, под услов да имаат најмалку 5 години возачко искуство, да се постари од 23 години и да ја поминат предвидената теоретска обука. По повеќе децении, рудникот за антимон Крстов дол кај Крива Паланка се подготвува за повторно активирање. На локацијата ќе работи Пела Global Limited, фирма во собственост на австралијанецот со македонско потекло Ник Јовановски, чија главна стратешка цел е наоѓање злато, сребро и антимон во земјава. Фирмата веќе е инсталирана и длабоко навлезена во бизнис водите во државава, поврзани со минералите и енергетиката. Пела Global Limited и ДФЦ во Вашингтон подпишаа договор за финансиска поддршка во износ од $5 милиони, наменети за истражување на критични минерали во Македонија, за што се пофали и премиерот Христијан Мицкоски. Светските цени на храната повторно се во пораст. Втор месец поред, главно поради зголемените трошоци за енергија поврзани со ескалацијата на конфликтот на Блискиот Исток, покажуваат најновите податоци на Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации. Според истиот извештај, шекерот има повисока цена за 7,2%, а маслото за јадење за 5,1%. Следна е пченицата. Иако глобалните пазари веќе бележат раст на цените на храната, во земјава засега цените се релативно стабилни. Но експертите и трговците велат не за долго, бидејќи во моментов се трошат постоечките залихи. Европската унија соопшти дека слободата на пловидба низ Ормускиот теснец мора да се обезбеди без никакво плаќање или надомест, откако Иран посочи дека може да наплаќа за премин низ клучниот морски премин, пренесуваат новинските агенции.
По нападите меѓу САД и Израел, Иран го ограничи сообраќајот низ теснецот за да изврши притисок врз своите противници, што предизвика зголемување на цените на енергијата, бидејќи околу 1/5 од светската нафта и газ минува низ тесниот морски пат, објави Reuters. Двонеделното примирие меѓу САД и Иран беше опишано од американскиот председател Доналд Трамп како тотална победа, но условите на договорот прикажуваат поинаква слика за рамнотежата на моќта. Клучен елемент на примирието, повторното отворање на Ормускиот теснец, потврдува колку Техеран задржал силно влијание врз еден од најважните енергетски коридори во светот, според анализата на CNN. Договорот за прекин на огнот е условен од тоа Иран да се согласи да го отвори морскиот премин, низ кој поминуваат околу 1/5 од светските залихи на нафта и газ. Ова имплицитно ја признава моќта на Иран врз глобалните енергетски текови. Израел соопшти дека го убил внукот на Наим Касем, еден од челниците на либанската група Хезболах, поддржана од Иран при ноќен напад врз Бејрут. Со нападот врз Израел на 2 март, Хезболах влезе во војната во регионот на страната на Иран, 2 дена откако САД и Израел започнаа воздушни напади врз Иран. Хезболах го нападна Израел откако иранскиот врховен лидер Али Хамнеи беше убиен на првиот ден од војната. Израел соопшти дека ќе одговори енергично и оттогаш изврши воздушни напади во кои загинаа повеќе од 1000 луѓе. Русија во април ќе забележи двојно зголемување на приходите од својот најголем поединечен данок на нафта на 9 милиарди долари, поради нафтената и гасната криза предизвикана од американскиот и израелскиот напад врз Иран, покажа пресметките на Reuters објавени во четвртокот. Пресметката е меѓу првите конкретни показатели за неочекуваната финансиска добивка за Русија, вториот најголем извозник за нафта во светот од војната со Иран, која според трговците со нафта ја предизвика најсериозната енергетска криза во поновата историја. Украинскиот председател Володомир Зеленски денес изјави дека е подготвен за директна средба со рускиот председател Владимир Путин на неутрално тло. Зборувајќи за Донбас, украинскиот лидер ја отфрли можноста за територијални отстапки кон Русија, предупредувајќи дека тоа ќе им овозможи на руските сили да заземат стратешки позиции без поголеми загуби и потенцијално да ја прошират офанзивата кон други градови, вклучително и Харков. Руските власти наводно сериозно размислуваат за откажување на традиционалната воена парада на Црвениот плоштад во Москва и парадата во Санкт Петербург на 9 мај, поради страф од можни напади од украински ракети со долг дострел, објави Москва Таймс. Ова би бил прв пат по 30 години главната парада за Денот на победата да не се одржи или ќе биде значително намалена, се вели во надписот на рускиот весник. Ова беше се во денешното издание на попладневните вести на Слободен печат. Целата редакција ви посакува убави велигденски празници. Се гледаме. Пријатно.